Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 5, епизода број 122. Здраво и добро дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче Кейт Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. We're pushing through it. Сега сме боле. Интрова беше боле. Следна више сме безпрекорни. Се разбира. Уште сме расти. Здраво дечки, добро дојдете. Ова е новиот формат на Пандамониум радио шоу. Секоја недела, секоја втора недела, кратка епизода, 40 минути. Let's go. Темата на денес. Тоа е тоа. Мора да ја тераме така. Малце мора time constraint да имаме на себе, али кој што ни најавивме во претходната, правиме кратка епизода на дадена тема и денешната тема е 2014, 10 години назад во музиката. Да се навратиме, сме били и ја и Дарко многу активни тогаш, така да сакавме да направиме еден пресек, да се навратиме на стварите кои што за нас веќе и се носталгични, работи со кои што сме пораснале, каде што сме били во екот на младост скрос и онака сме искусувале најразлични работи секојдневно. И мислам дека ќе биде многу добро да го направиме овој пресек и да не без да го тупиме многу, така да со 40 минути со мал time constraint да го направиме ова поконцизно, да биде и да збориме за 2014 ко година која што на пример ја и ти можам да кажеме слободно дека е многу сакам и дека тоа што ствари беа тие почетоци на све тоа што следуваше после за до крајот на декадата. Види, во моите очи почетоците се 2012, 2013, 2014 дури кога ќе видиш вака по албуми, можеби е послабата од сите години пред и после неа, да, али тие 4-5 години, да речеме од 2012 до 2016, 17, некаде се пикот, како што кажа ти, како прво и на нашата младост, но според мене се исто така и втората златна ера во хип-хопот, каде што се случија многу нови работи, каде што имаше огромен диапазон на различни звуци, на различен материјал, на различни подстилови во самиот хип-хоп. Имаше комерцијален успех, но не беше тој ултра лош комерцијален успех, него баш беше како што треба и тогаш се појавија и се стабилираа сите нови артисти, таа цела нова школа која зборевме тогаш, која ја слушаме до ден денес и која постави свој звук, своја естетика, свој начин на облекување, свој нови начин на вадење на музика и многу други работи кои одбележаа и претходната декада, но ја одбележуваат се уште и оваа, како што зборевме претходната епизода и како што збориме долго. Така да 2014 многу интересна година. Јас тоаш пуштав музика веќе активно, више стана скоро професионално, имав интернационално искуство со одење секој лето во ИОС, на ИОС во Грција, каде што имав контакт со многу луѓе од целиот свет и каде што многу ми се отвори мајндсетот, ми се отвори начинот на размислување не само за музика, туку и за целиот начин на водење на животот и слично, облекување, да не збориме и се останато што може да ти влијаат луѓето, да ти влијае дружење со луѓе од странство кога си млад. И беше многу добро за мене бидејќи баш во тој момент добивме и цел сосема нов правец во хип-хопот и сосема нови звуци кои што некако си одговараа со се тоа што се случуваше кај младите во целиот свет. Целата парти култура, фестивалска култура, се тоа што знаеме ние денес како стандард, зборам за фестивали, за начин на облекување, за такви некои работи, се тоа се појавуваше тие години. Така да, многу значајни години за мене, но ќе кажам и за целата наша генерација, плюс минус неколку години кои живееа низ тоа време. Формативни години се тоа. Реално во тоа време 2014 многу беше лесно за човек да ти биде љубоморен, искрено. Пошто знам летата од што се состоја. Дур фестивали, Мек Милер уживо и се проки уживо, сите тие најголеми артисти кои што онака копнееш да ги видиш и ти се најголемата ствар у светов моментално. Имаше шанс. Мал флекс го мислев ова 2012-2013 бев прв пат на Фрауенфелд. Тие два пати 2013 бев и на Summer Jam после Фрауенфелд во Келн, вториот најголем реги фестивал во Европа. И 2014 бев на Дур фестивал и прв пат бев на Ибица со Мичо. Така да 2014 баш на Дур успеавме да ги гледаме сите тогаш актуелни EDM трап диџеи. Тоа е тоа? Толку хип-хоп трап артисти, туку EDM трап диџеи, што уствари е многу битно да се спомне дека и тогаш тоа беше стилот на музика кој што се поклопи баш тоа што го кажам, таа фестивалска култура, таа сако ќе се каже рейч или рейв, се мисли на нешто друго, али да. Друго значеше тогаш. Тој момент на попање моли, слушање на бас музика, идење на журки, носење снепбекс, тесни фармерки, фланел кошули и Air Maxици, тоа е тоа. Тоа е тоа. И дрвени битс. Да, се поклопи се убаво и тој период беше многу онака бликаше со креативност и со енергија и со разноразни убави ствари на
на сцената. Светската сцена пред се. Дефинитивно. Морам да те прашам нешто. Вака ќе го почнеме муабетот, ама за пресеков, кој ти беше тебе изворот? Значи, од каде тргна да се навратиш назад, пошто реално има 10 години поминато, нема да се преправаме дека сега ги знаеме at the back of our minds. Нема шанси. Сите синглови и албуми. Кој ти беше твојот извор и од каде почна? Сакав да почнам од Серато, осватив дека имам премногу песни ставени во Серато во 2014, плюс не знаеш кој песни кога си ги ставил. Таму има Date Edit, but ама Blame it on Pin. Да. Има таму Date Edit, ама има многу и не знаеш дали некоја песна може би излезена од претходно си ја ставил тогаш. Не сакаме да ги грешиме годините и фактите во овие посебно овие кратки епизоди, сакаме да биме поспремни. Yep. И затоа морав да отворам нешто друго. Отворив мојот микстейп Just Different. Мислев дека Кецот е излезен во 2014, излезен е во 2014, но 8 февруари, така да не има музика од 2014 таму. Го скокнав. Таму има музика најмногу од втората половина на 2012 и 2013, бидејќи уште еден дисклеймер, мора да го знаете ова, мора да имате перцепција како функционира работите, не е како сега денес Кендрик го вади GNX и ние утре ден да збориме за него и више цел свет го има слушнато и ние почнеме да го пуштаме на журки и луѓето го реагираат на тоа. Не. Баш од тие искуства ние што ги спомнав, тоа почнува да се случува негде околу DM на Кендрик. Значи некаде 2015-16, тоа лето веќе не се осеќаше еден дилеј, каде што на пример една песна треба да излезе во април 2013, за ние на iOS да ја пуштаме. Ја пушташ ти малце тоа лето, се разбира, во јули, август, ама нема многу луѓе да ја знаат. Ама стига следното. Следното лето више е као хит етаблирана, кој знаат повеќе луѓе. Значи, го имаше тој дилеј од пола година, зависи кој човек како ја слуша музиката, кој од каде доаѓа од целиот свет и колку таа песна екшели ќе се пробија. Значи, тој момент мора да го имаме као она. Може да ти кажам еден титбит интересен за ова ти што го спомна сега. 2014 е првата година која Billboard почнува да смета стримови во албум sales. Тогаш прв пат почнуваат да конвертираат и тогаш почнуваат тие ствари, не само physical copies, туку и стриминг бројките да влагаат во значи толку далеку е, ме разбираш? Толку е далеку. Никој немаше Spotify. Не постоеше, ја прв пат Spotify дознав за Spotify можеби 2017-2016. Тоа беше пикот на SoundCloud, односно не пикот, може и почетокот на пикот на SoundCloud и пикот на пиратеријата секако. Епа, твојот извор е Just Different миксовите, мојот извор е стариот хард диск да Pirate Bay онака .org, секој можен албум симнат на, значи го имам зборано, нема да се навраќам, бев огромен гик, тоа се уште персистираше онака можеби не за светот, ама за сам себе. Значи албуми симнати со година стајани у заграда, кога се искочени све цели 320 кпбс, толку. Ме разбираш? Мене тоа ми беше, го имам се уште стариот хард диск и среќен сум многу дека го имам, дека онака ти е многу голем момент да се навратиш назад, да видиш што се имаш симнато, бидејќи имам успеано да си го зачувам и лаптопот кој што си го купив 2013. Кога почнав на факултет, значи 2014 сум бил буквално онака прва година, втор семестар, ме разбираш, така му доаѓа да сум и тоа беше времето, само што си го купив лаптопот за архитектура, пунење целиот хард диск со музика, брат. Ни AutoCAD, ни ништо. И онака се навратив назад да видам нормално. Пак отворив на интернет чисто да видам онака, али голем дел од стварите и албумиве кои што ги имам ја вистински слушано тогаш се тие. Тие се тие што ги имам на вако, бидејќи ја имав тенденции да на секои 2 недели си ја рефрешувам мемориската картица у телефон. Смартфони тогаш тек почнавме да имаме и као телефонов ти има само, не знам, гига 2, ти си имаш 16 гига мемориска картица и ја лупаш онака само со песни. Али тоа у просек ти се околу 700-800 песни. Верувал или не, тие ги превратував у 2 недели, ги убивав од слушање и идеш нова тура. И цело време беше датпив едно друго, симнување музика и цело време. Брат, ти уствари музиката што си ја слушал на слушалки, ти мора да имаш во хард дискот на лаптопот, бидејќи единствениот начин кога ти ја слушаш таа музика е кога ќе ставиш музиката на телефонот и за да можеш после да те поше слушање, се разбира, на YouTube имаше друга содржина, на YouTube се слушаа поише као синглови, некои неиздадени ствари. Али тоа беше скроз друг свет, онака.
направи речена обемна листа на албуми кои треба да се споменат. Мислам дека може да почнеме од таму, па после кога се бориме за сингловите, ќе се навратиме и на мојот микстейп и кои синглови ги има тој и кои онака синглови нас не остануваат во глава од Апсолутно. Морам да напоменам дека албумите кои што ќе ги споменеме се напишани така како што мене ми дошле на ум, не се у никаков редослед, не се никако рангирани моментално, само ќе ги спомнеме онака прилично долга листа е. Разговорите кои што мене онака ми биле во тоа време врв. Искрено и мислам дека све тоа имам слушано много times and times over преку годината. Ќе почнеш? Ајде. Првиот албум кој што онака ми дојде нигде никаде е Kidding, My Own Lane. Албум кој што знаеш што сватив исто така за 2014-та? Голем дел од албумите се по 12-13 песни. Баш оној перфектен рантайм што го бараме ние, ама тогаш морам да исто така да спомнам дека не беше моментот кога се слуша албуми кои што се слушаат сега. Поише беше онака базирано на синглови, тоа што беше јако во клубовите, тоа што се пушташе на радија, тоа мислам радија. На миксови. Mixes were king back in the day и Kidding, посебно со Main Chick и со Show Me, Mustard ерата 2014-та. Веќе тоа можеби беше и пикот на Mustard 2014-та. Да, дефинитивно. И баш знам дека тоа го заврши и со ќе го спомнам овде на листата, ама веќе ќе го кажам и Ten Summers уствари, кој што мене на пример не ми остана фаворитот таа година, онака бидејќи мислам дека ги испука сите можни хитови на сечив друг албум. И тоа најлошото некако за мене барам гостин за својот сопствен албум, али Ten Summers исто така еден од тие албуми на Mustard кој што колку хитови може да направиш во една година, онака. Значи, да. И интересно е дека 10 години подоцна пак збориме за Mustard. Се уште е тука. Го збориме у друга ваква? Не. 8 години откако не зборевме ништо за него, го зборевме пак, да. Кога се деси Not Like Us. Факт. Значи го сакам Mustard, живеам од пуштање на неговата музика. Vic Mensa, Magic исто така тука мора да спадне 2 години пред тоа, ама е one off. Ама знаеш, е one off и знаеш тоа е на тоа некој друго ниво на хип-хопот, по ниш ниво, втор, трет ешалон на хип-хопот кај што. Јасно. Онака, не е хит. Не го пуштаме ние Mustard, не пуштаме нова музика од Mustard од последниве од 2017-18 навака. Да бидеме реални. Да. Живеам од пуштање на музиката на Mustard и реално сакам тоа и се го почитам пушташе како артист, ама не може да го вртиме наративот дека сам Mustard е Ten Summers Later, дека уште е као активен, дека е top of the top. Не, брат. Не, далеку од тоа. Имаше момент со Not Like Us, има момент сега пак со Squabble Up. Супер, good for him, легенда е во играта. Факт. Луѓето бараат повеќе Mustard музика сега, бидејќи тие што живееа во тоа време кога живеевме ние, знаат што значеше Mustard музика во клуб. И тоа никој не може да го порече, ама тоа да збориме дека Mustard бил активен цело време, кој што на пример Metro Boomin е од 2015 па се до денес. Па и 2014, само што не го знаевме. Тоа е тоа. Тоа само сакам да како дисклеймер да го кажеме дека сега се твистаат многу наративите кога се збори за West Coast она, не знам што Mustard сега пак е King она, не брат, Mustard е легенда. Да, и ќе остане И добро е што наимеше ваков пондаволници камбек. Да. И да слушаме дај Боже да слушаме уште музика од него во иднина. Ама ја тоа сакал, кога се каже Mustard ера е таа ера од 2013 до 2015, 16 со 2014 можеби во пикот, бидејќи ќе ги прочитаме сите синглови кои ги пуштав јас, кои ги имам на микстейп стајано, али кога ги читат рече се албуми ќе видиме продукција од Mustard како на пример на Kidding, Main Chick, Show Me, се тоа е Mustard sound to the fullest. Вториот е Ty Dolla $ign, Beach House EP. Ова е годината кога Ty Dolla $ign уопште се појави на сцената. Као 2013 е таа кај што се појави и на Double XL. Овде беше Paranoid. Исто продукција на Mustard. Исто продукција на Mustard. Оуна ремиксот на Weekend. Айри излезе на 2013, баш на тој некој претходен проект вајда на T.Y. Dolla $ign. Има Beach House и Beach House EP. Па можно е, не знам, ама 2013 е Айри. Иначе тоа беше моментот на Wiz Khalifa, каде што Wiz Khalifa беше најактивен на сцената и беше еден од најпопуларните артисти во тој момент. И многу артисти се појавија покрај него. T.Y. Dolla $ign беше еден од нив. Juicy J се врати во играта како легенда од 3 6 Mafia, доби свој нов живот преку Taylor Gang. Да, поише како продуцент. Искрено, и како артист. И како артист, да, тоа благодарение и на A$AP Rocky, на A$AP Mob тука кои што беа многу инспирирани од него. Да, Dark Horse 2013 исто така со Katy Perry која што продолжи да тера во 2014 и еден од тие синглови кои што мислам дека трансцендентирани тие години онака дека како беше прв кросовер хит кај што поп и хип-хоп на таков начин изведен во трап, на таков трап со EDM трап елементи. Да. Исто така и 23. Голема валидација беше тоа. Да.
Следен, скроз друг вајб, Айзеа Рашад, Силвија Демо, го памтам моментот кога прв пат ја чув Soliloquy. Онака. Откачена работа, многу убав албум, вреди да се чуе ден денес, уште ми е во ротација. Годинава имаш исто така као 10 year anniversary, многу добар албум. Ова е онака еден од тие артисти кои што мене на пример ми остана да ми биде еден од омилените од таа година. Kid Cudi Satellite Flight само заради Balmain Jeans, добар албум, многу даун, ама ова е еден од тие последните у кои што уживав у Kid Cudi онак. Ова е веќе конзалезот. Само синглот, брат, ништо друго. Да, Balmain Jeans овде останува за секогаш. Да. Rick Ross, Mastermind, класика. Еден од Ја моите можам да го highlights, кажам дека е класика, еден од најдобрите албуми од таа година. Се слагам. И онака има многу причини, као има големи хитови, многу добри песни, мислам големи хитови, во мој поглед големи хитови. Не дека добивале многу airplay или се пуштале по клубови, али Nobody со French Montana, The Devil is a Lie, која што онака еден од најлудите, најоткачените трап битови. Ја имаме In Vain, која што е со The Weeknd, која што е онака пик weekend vibes, значи тоа зборам дека кога има преземено песната Рик Рос има стајано само свој врс, а не обратно. Имаше многу такви случаи и Wiz Khalifa имаше така земено цела песна до Weeknd. До Weeknd беше тоа многу мал артист и ги даваше така своите песни и беше многу голем плейсмент за до Weeknd да се најде на такви артисти. Да. И многу добар вајб дава целиот албум кога слушнеш In Vain. И мене ми е таа, до ден денес ми е едно од најдобрите Weeknd features или Weeknd онака, да речам не оние prime синглови на The Weeknd, нема Throwaways. Throwaways или онака албум кај што си имаат најдено на други албуми. Албумов е топ to bottom, брат, искрено мене ми е многу добар. Sanctified е тука исто така, која што е со Kanye West, едно од најдобрите песни исто така на албумот. Има многу песни кои што може да се вако последно на пример и не е албум на кој што и не се навраќам. Значи Рик Рос го слушам, еден од албумите е овој The Go-To. Ме разбираш као God Forgives I Don't ми е еден, али ова ми е number 2. И ќе остане таму. Мислам дека тој е тој Freddie Gibbs and Madlib Пињара 2014 исто така класика, албум кој што се уште онака си врти и живее на интернетот многу поише можеби и него ли што живеел од 2020 па натака као се вративме во корона, мислам дека оваа музика имаше resurgence, али ова беше првото издание на Freddie Gibbs and Madlib за после да го добиеме бандана и да ги добиеме сите тие соработки. Убава музика, не морам да ги спомнем сингловите Deeper, Scarface, High, Bomb, Tuggin, Lakers. Има многу овде добри. Никс на пример исто така. Ова беше пик алтернативен хип-хоп. Во тоа време многу свеж звук. Многу. YG, My Crazy Life. Класика. Исто. Значи, мислам, сингловите се Who Do You Love. Само да ги спомнеме Who Do You Love и My Nigga. Толку. Да. Као case closed, ме разбираш? Не, ова беше тој моментот. Значи, јас кога истражував исто за оваа година, исто шала на страна за West Coast, и тогаш West Coast имаше свој интересен звук, пред се поради Mustard. Да. Ова е деби албумот на YG. Yep. Кој претходно работи само со микстейпи, овој период вари нешто, видов под него ги имаш Sage the Gemini, такви артисти ко Problem, ко I Am Sue, има некој таков алтернативен West Coast момент на таков по-хипстерски West Coast sounding vibe и супер звучеше, брат. И ова е YG, мислам дека албум како албум, ако го гледаш тоа гледна точка, можеби го нема толку издржано тестот на времето. Го нема. Али бар сингловите го имаат дефинитивно издржано тестот на времето. Затоа тука ги имам стајано Sage the Gemini, Gas Pedal, која што исто така беше огромен хит. И сега е голем throwback. Да, и K-Camp, Cut Her Off. Исто така. Не знам, K-Camp е West Coast исто или не? Не сум сигурен, не знам дали е или не, ама е еден од тие као офшут синглови кои што се појави у 2014 и барем јас се сеќавам дека и ти го имаш доста пуштено. Дефинитивно. Значи, го ми на миксот ако не се лажам. Ја имаме вртено ко трака и си реков не е албум, али ќе ја ставам овде дека некако ми припаѓа овде. Future, Honest. За мене еден од најдобрите оваа година, брат, дефинитивно. Ова е, значи, лудница, брат. Знаеш како? Ова е оној да речеме албум на Future за издавачка куќа, значи како се вика мејнстрим албум издание, да. Значи да. Не е микстейп, не е ништо такво, бидејќи претходно се што добивав од него беше микстейп материјал и беше тука малце измешано, имаше ствари, значи само сингловите кои излегоа Karate Shop ремиксот, тоа е поише трап и микстейп материјал, Honest, тоа е оној Future
тажниот Wavy, Down, да. Wavy, Да. Shit, Shit, Трап класика. бенгер исто така. Значи гледаш сите синглови се излезени во текот на цела 2013, го има возено целиот момент за 2014 да излезе проектот. Move That Dough, продуциран од Фарел, више Класик. тука тој момент кај што има кросовер продукција од некој. Да, и ова е Фарел после Happy, после Girls албумот, кој што и он го има извадено од 2013, ама тој ми е Точно. онак. I Won, каде што е љубовна песна, каде што пее удлобокото. Кога И- сме веќе кај Future, брат. Monster исто така е 2014 искочено. Cold and Crazy. После ова, Mixtape shit се враќаме назад. Да, точно. Future беше овде е Future во тој generational run. Значи овде е некаде измеѓу. Овде почнува. Да. Као уствари да, овде почнува. Овде почнува. 2015 е Dirty пикот. Sprite да. 2015 е се Да. тоа, ама од тука почнува. Бидејќи ова е комерцијалниот успех на Future. Брат, тука има, тоа го памтам цел живот за овој албум, тука има песнава со Under 3000, Вочитола, Ben's Friends, кој исто мене јас именно сеќавање се враќав од негде онака по пат со автобус, тоа што уште се возев со автобус кој идев на журки по други градови и кога се Јап. враќам негде, не знам кај беше брат, појма немам, и онака слушам албумов и песнава леле, викам ова е ненормално. Тоа е. Неочекувана комбинација. Струмица Експрес у 4:30 саат после така. Escape Радовиш. Така, Goes crazy. тој шит. Така да, многу добар албум, некои од овие песни кои кажавме како синглови без излезени претходно и се стани како во делукс изданието, али не е битен самиот албум кој има 12 песни во оригинал, делуксот има 18, туку повеќе целиот тој ран на Future како почна од тука и како после некое време. Но брзо Брат, после одма побрзо What a Time to Be Alive одма беше следен, као Епа. тука беше, тоа беше тој Generational у една година, брат, у 2 години. У 2 веќе. години, У да, 2 да. години беше да. се качи веќе на врвот. Да. No joke, пресериозно. И следниот албум кој што го имам ставено на листата е Riff Raff, Neon Icon. Исто така многу откачен албум, бидејќи Riff Raff тоаш се појави, ова се самите почетоци, мислам, после ќе збориме за ова, ама ова е главната, може би, една од главните инспирации исто така и за македонскиот трап, онака нешто Да. што го повем, многу кучки муслија, Tiptoeing in My Jordans. И продукција од Дипло, Lava Glacier со Childish Gambino, трите на лудница. Албумов ако го немате чуено, ве молам чујте го бидејќи не наликува на ништо кое што имаш искочено друго во 2014. Исто така тоа може да го кажеш и за многу албуми кои што се овде на листата. Да. И заради тоа толку многу блиску до нас ја држиме овие години ги држиме бидејќи се што искочи све беше слеп. Знаеш како, не толку како албуми, туку повеќе како моменти. Да. Моментите на Riff Raff, тој интернет момент негов. Јап. Виралноста позади сето тоа. Тие некои ненормални Ексцентричноста. комбинации со Дипло, комбинации со Карнич, као тие некои моменти се тие што ги споја тие светови, као беше На се Mad беше нешто Decent ново. изваден албум, брат, беше Да. потпишан за Mad Decent, лудница. Многу јако. Одговара. Следен P&D, Party Next Door 2, со Recognize, кој што може би двојката и е најнепознатиот од сите, онака ако ги земеш сите. Првите 3 зборам, четворката е веќе во друга ера, ама првите 3, ово е можеби најнепознатиот, ама Recognize овде е пошто е една од најголемите песни со Drake и мораше да биде стаен овде. Travis Scott, Days Before Rodeo, исто така 2014. Класика веќе, Certified. Веќе го имаме албумов, долго време го немаше на стриминг сервиси, сега више се појави, го има, си доби нов Resurgence, All Pharaoh беше 2013, Days Before Rodeo 2014 за следната година со Rodeo. Со доста поинаков звук. Со многу поинаков звук. Ама Да. ова беше доста оној експериментален трап звук каде што уствари го оформи звукот за понатака. Точно. Ова беше тоа. Така, Да. Quintana, Yeye, имаше премногу песни овде кои што Drugs You Should Try It, Мама Сита се Мама разбира, Сита е овде, Skyfall. Skyfall. Да. Има многу, али како и да е, мислам дека е легендарен момент у хип-хопот и треба да остане како таков. Ова е еден од проектите што ги има најдобро издржано тестот на времето оваа година. Да. Може да Како се како сложам со минува тоа. времето останува легендарен од таа година, иако можеби во таа година и не сме го слушале многу. Мислам дека и тогаш можеби ако излегол во август, можеби одма не дошол на мојот радар, ќе бидам наискрен. Можеби некои синглови да, бидејќи ова пак е тогаш по андерграунд музика и Да. интернет музика која после си го наоѓа својот пат. Брат, ова е без вакво, мислам дека овде само не мислам, Майк Дин овде веќе работи со Тревис. Значи он има конекции веќе кои што се блиску до Кањи и све. Ама работава е дека се уште не е пробиен на мејнстримот. Неговиот прв дебју беше Родео. Тогаш се пробива, да. Не, ова си Што баш значи дека он имал 2 години кај што баблал у андерграунд сцената и нас тоа не привлече уствари и кон Тревис Скот.
Ја памтам дека Тревис, ја го чекав Родео да искочи. Што Разбира, значи дека да. што значи дека сме го слушале активно во моментот кога продуцирал музика и кога ја крирал. Така да ова е еден од тие албуми кои што ја оцртуваат 2014 година. Wiz Khalifa, With Them Boys, Black Hollywood, исто така еден огромен албум. With Them Boys мислам дека исто така еден од тие хитови кои што ќе остане. Затоа ја пишав With Them Boys бидејќи на албумот и не беше толку многу голем, ама With Them Boys беше убедливо една од најголемите. Овде почна тој некој downfall на Wiz Khalifa, да бидем искрени. Па да. Ја не се сеќавам после некој голем, освен она што е за Furious, Fast and the Furious песна. Неговиот бранд тука не Да. почна да завршува. Static Selecta, What Goes Around, нема да зборам нешто многу за овој албум, само треба да го чуете. Многу луѓе од алтернативната сцена онака беа тука присутни, Joey Badass, Freddie Gibbs, многу артисти кои што Boldy James, исто така 2014, така да пред времето е усмисла во поглед на тој звук алтернативен хип-хоп. Кој е следниот? DJ Master 10 Summers. 10 Summers. Спомнавме веќе. Слаб албум реално, брат. Да, тоа го имам пишано у ноц, мене не ми легна овој. Да. Дека стварно не ми има легнато, го памтам тогаш, знам дека го имам и хейтано своевремено. Ме разбираш дека не е тоа што сме чека. Као една песна можеби знам. Ја ни еден сингл нема од тука добар, брат. Не, нема. Можеби на една се сеќавам, онака инаку не. On to the next one. Chris Brown X, Loyal е овде, која што е онака како сингл исто така. Loyal, као денес можам да ја чуем и веќе може да ми е throwback. Throwback и остана, го издржа тестот на времето. И Fine China. Многу подзаборавен хит на Крис Браун, на мене е една од подобрите. Искрено. Тогаш знам дека it went platinum on my phone. Vince Staples, Hell Can Wait, EP многу кратко. Vince Staples тука само што се појави онака на сцената ко нов артист. Мислам ко нов артист. Тогаш беше све свежо и ново. Се појави после тие accolades што ги доби од Mac Miller. Blue Suede беше едно од хитовите кои што се сеќавам дека дури и на Trap the Fuck Up се вртеше. Албумот го немам преслушан, ама тоа као сингл со тие дисторзирани звуците од ден денес се памтам таа песна ми одбележува таа ера. Исто така се сеќавам дека ја миксав со песната Old English од Young Thug, Freddie Gibbs и A$AP Ferg, која не знам која година излезена, ама би требало да истата таа, 2014. Валја, или е 2014 или е 2015, мене на таа песна не ми текна. Run the Jewels, со Run the Jewels 2, албум кој што за многу луѓе тогаш беше да highest rated и многу озборуван бидејќи дропна после Run the Jewels кецото нега следната година беше The Follow Up. Единствената песна искрено мене која што од овде ми има останато е таа со Зак Де Ла Роха, која што многу потсеќа на Rage Against the Machines, ја има таа енергија и тоа беше таа склопка, ali добар албум, треба да се слуша, ги имаме зборено сите други Run the Jewels кои што имаат искочено подоцна, имаме ревју правено на нив. LP и Killer Mike не можат да сгрешат. Овде е тоа. Future, Monster. Тоа е тоа. Fuck Up Some Commas? Што поише да кажам? Класика, брат. Fuck Up Some Commas и Coding Crazy. Тие се двете песни само кои што ќе ви требаат онака. Не може ни да влагате у албум cuts на Monster. Значи, ако сакате длабоко влезете тука. Не, тука Future има... е на on his own shit, али многу јако. Radical Throwaway. Брат, има овде. Значи овде, тоа затоа ти My спомнав. Savages. Класики има овде. Метро Бумин овде веќе Mad кредитиран, Love, брат. да. Значи Метро Бумин од 2014 почна да продуцира. 2015 веќе станува со свои соло ствари, почнува да си го пушта името на улиците како продуцент и nothing was the same. Многу јако. Од тука морам многу на бразина. Theophilus London Vibes. Ако сакате убава музика, мене например Can't Stop со Kanye West. Ова беше времето Kanye кога имаше многу рандом луѓе околу него кои што креираа музика. Theophilus London беше еден од нив. Can't Stop ми е една од најубавите, можеби Kanye песни, не знам, на топ 10 искрено. Ова колку ја имам слушано дома, у слушалки, врв. Сега можам да почнам да ја пеа. Ја знам, мислам дека уште врсот на Kanye го знам. Така да морав да го спомнам овде дека целиот албум ми е многу добар. Can't Stop ми е омилената песна од таму. Препорачувам да се чуе. Треба да направиме една плейлиста од сево ова. Can't Stop овде ќе ми се најде секако. Big Creek, Кадилактика. Одма после сите тие дешавки во 2013-та, врсот на One Train и све тоа,
Big Crit доби као шанса да се покаже. Cadillac тика многу луѓе го зборат кој некој одличен албум. Мене се после Mount Olympus не ми е добра за Big Crit. Може би само малца носталгија ме фаќа, ама не ми остана овој албум мене толку многу во ротација, уште кога се деси. Следен е J. Cole, 2014 Forest Hill Drive, класика, воедно најпродаваниот албум за таа година. Сварно? Да, 394,000 албум sales first week. Воедно и најпознатиот албум на J. Cole. Песни ги имам пишано сите до една, значи мене овој албум е no skips ден денес, искрено ти кажа. Многу го мразам и многу го мразев и кој излезе и кога го... Многу го сагав, брат. Значи тоа беше контра на се тоа ние што слушавме, значи кога слушав Riff Raff, Migos, Добро, јас слушав J. Cole. Drake, се тоа, J. Cole почна да се прави паметен, да ни попува. Нешто слично кој што прави са Kendrick, by the way. Почна да се прави паметен, јас сум попаметен од вас, вие не знаете што правите, немојте тоа да го правите, немојте да се дрогирате, немојте да го правите, тоа бидете малце поканшас, као кој тебе не си нормален што ни збориш. 10 водки, истата вечер. У ковид му се вратив и го ценам за тоа што е, ама ова беше период кај што го мразев J. Cole, дефинитивно. Да. Знаеме. Врати ја листата, да ја гледам, не можам да ја видам. P-Rhyme, албум помеѓу Royce the 5'9 и DJ Premier, за мене огромен албум, имаше тука една многу добра песна Underground Kings која што беше со Schoolboy Q и Schoolboy Q Oxymoron. Мора да се спомени, студио, Да, уште тоаш Man of the Year. Значи сите до една. Овој може би еден од тие албуми кои што можеме да се сложиме дека е no skips, така? Ово е дефинитивно. Не знам дали е no skips, не можам да се сетам дали сум го слушал top to bottom овој албум, ама ово е за мене најдобриот Schoolboy Q албум и ова е пикот на Schoolboy Q за мене во моите очи. И ова е таа комбинација и таа она како преку овој албум може да сватиме што се имавме на сцената таа година. Значи го имаш ова, го имаш J. Cole, имаш Mac Miller, имаш Riff Raff, имаш DJ Master продукција. A$AP Rocky нема оваа година извадено, ама као конечно се му дое времето на Schoolboy Q да го дропне својот проект и мислам дека не разочара бидејќи сингловите беа добри, но и целиот албум беше добра содржина внатре, одлични битови. Брат, го имаш овде Colored Greens. Брат, има и такви некои песни кој Hell of a Night, кој многу pushing forward продукција беше. Скроз. Студио мене ми е хайлайтот тука, Hell of a Night дефинитивно. Hell of a Night и дури сум ја пуштал брат, дури Break the Bank, брат, Man of the Year. Man of the Year, например, знаеш што памтам дека не многу луѓе ја сакаа. Дека беше онака поише за комерцијален успех ко Can't Get Enough на J. Cole. Имаше таков малце момент кај што луѓе неа толку многу почитуваа. Се сеќам, ама јас знам дека ја и ти, дури ти имам барано да ја пушташ. Бидејќи е многу бавен BPM, као 60 е, мислам дека 102 или такво нешто е. И знам дека многу тешко влага у сетови. И знам за факт дека ти ја имам барано да ја пушташ. Заради тоа ми е огромно. Не, знам дека ја имаш, ама ти кажувам дека ја имам барано. Така да ова ми е топ 5 онака од 2014. Oxymoron дефинитивно. И мене. Многу јако. Mac Miller го спомна, Faces, еден од најдобрите микстейпови за мене, имаме многу зборано за Faces. Мислам општо за Mac Miller и за Faces. Знам ти како се осеќаш за Faces, али мене на пример ми е еден од омилените микстейпс of all time. И морав едноставно да го ставам овде. Нешто кое што ти ме подсети, Mick Jenkins, The Waters, исто така микстейп кој што мене, например, до ден денес исто така ми е многу битен. Лани имав шанса да го слушам Mick Jenkins и онака направив муавет со него за тоа, за колку ми значи овој албум. И таа, например, conscious музика, например, која што на тебе не ти требало, ама ја кога сум си седал дома, тоа сум си го вратал. И мора да се напомени овде, Bobby Shmurda, She Wrote, кратко EP, али ту бенгери, ту hit wonder, дефинитивно, Bobby Bitch и Hot Nigga. Добро, ја не го ставам овој албум, брат. Не е албум, али тие две песни мора да се споменат, брат. Посебно Hot Nigga. Дефинитивно, тоа е топ 5 песни на таа година, ако не и број еден. Ако некој стави број 1 како ги му издржано тестот на времето, не можеш да сгрешиш. Денес ја пушташ у клуб, денес функционира. Истата реакција е вади, значи ненормална работа. Пред да се префрлиме на синглови, мора да спомнам уште еден албум, албумот на Nicki Minaj, The Pink Print, кој исто така е многу добар, еден од незините најдобри албуми today. Многу добри синглови, комбинација на тој комерцијален звук што го вадеше Nicki, но и
некои таймлес класици кои ги пуштаме до ден Анаконда денес. беше овде, така? Анаконда е тоа срањето, Газиштето кога го извади. ама срање Да. музика мене не ми се свија. И мен. Only е тука, Truffle Butter е тука, Pills and Potions. Комерцијален звук дефинитивно. Да. Кокетираше со тој мејнстрим, со тој кросовер саунд и таа сцена, но тоа што остана тој албум мислам дека ја изгради Ники во тоа што е денес и баш сега у четврток правиме као Queen's Night, Риана, Ники и Бионсе The Best Of и баш навлегов малце подлабоко кај Ники да се потсетам и овој албум се поклопи баш со ова дека стварно ги има тие некои битни моменти за неа и за незините фанови кои што мислам дека од таму натака више ја сметаат Ники као една од најдобрите на сите времиња. Па да. Да. Тоа е тоа. Мислам дека онака има исто така други албуми нормално дека кои што имаат искочено, али мислам дека во поглед на генерацијски 10 години назад кога ќе се навратиме, мислам дека овие се тие кои што го означуваат. Ме разбираш, нема сега да зборам за Алхемист или за некој друг кој што има извадено или Currency што има извадено во 2014 бидејќи во тоа време не било толку многу значајно. Ме разбираш, овие се албумите ако се навратам, доколку некој има овие се мојот пик. И со оглед на тоа дека ти само додаде уште еден албум, ме разбираш? Да. Види, јас одбрав Ова е музиката. Јас одбрав 5 кои стварно ми значат и кои стварно сум ги слушал, меѓу кои беше Honest, не беше Monster бидејќи него видов таму. Schoolboy Q беше тука, се разбира. Travis Scott беше тука, јако можеби таа година не сум го слушал, YG, Mastermind и можеби и Nicki Minaj, значи тие беа албумите на 6-7 кои јас ги спремив да ги спомнам, но добро што направи малце по обемна листа за да добијат луѓето представа што се имаше таа година и да можеме ние да се доврземе на некои моменти во поглед на сингловите. Уште еден албум кој го спомнам кој излезе на 6 јануари 2015 е Shrimp Life на Rich Shrimmer. Бев убеден дека ова е 2014 и бев убеден дека ова ќе го ставам на листата, али кога отворив баш пишува 6 јануари 2015, што технички може го спомнеме и тука бидејќи сигурно во текот на 2015 бил продаван и слушан, но од друга страна сингловите со кои беше најавуван сите се излезени 2014. Значи No Flex Zone, No Type, Throw Some Mo се сингловите со кои се најави овој албум и тоа беше, мислам дека Rich Shrimmer нема утка буквално, што и да извадеа. Mike Will Made Us, брат. Што и да извадеа. Откако се појавија овој албум ќе остане класика на трап музиката и на нашата генерација. Апсолутно. Онака Little Like Big која е интро, која мене ми беше една од омилените, имам ставано на микстови и сегде. И овие што ги спомнав, плюс и некои други кои добија некој вирален трекшн како Up Like Trump. 11 песни, од 11 песни 6 се certified bangers, другите ги имаме забораено, али не е ни битно бидејќи не ти ни требаат другите. Не ти ни требаат. Речни мрт никогаш не биле артисти од кои чекуваш добар проект, туку ни требаат добри синглови од нив и во таа година, во тие 2 години ги добивавме. Добивме све тоа што ни треба. Да. Значи тоа е тоа, мислам дека ги покривме албумите како што треба, се надам дека ќе ви инспирираме да чуете нешто и да се вратите 10 години назад, каде што ќе може да чуете како звучеше хип-хопот тогаш општо. Да се пребациме на мојот микстейп, а со тој на сингловите од таа година. Мора да го направиме тоа. Just Different Volume 2. Just Different Volume 2. Да знаете колку кафичи го имам чуено ово. The Summer Turn Up 11 јули 2014 излезен, значи таман сред лето. На трајче нема да прочитав преска трак листата, ќе ме прочитам сега за да реагира у real time, само што не можам да ја видам. Не ја дава на видам. На Mixcloud. Пошто знам дека некогаш ја дава само ко иду Showmore. Тука сум логиран, извинете. Збори нешто друго само да се. Треба да се логираш на другиот акаунт? Да. God damn. Значи 2014 искрено беше многу битна година за нас. Мислам дека како збориме, како се навраќаме за ова, тоа ми се деси сабајлево. Слушав многу убава музика од 2014, така да со оглед на тоа сега што зборевме, ја ќе ги спомнам моите топ 5 албуми за 2014. Значи, мора прв да иде The Waters. Втор би рекол дека е Faces. Добро. Трет би рекол дека е Силвија Демо. Добро. Четврт е 2014 For a Still Drive.
Морам да го спомнам, не можам да вакво за пети немам некој вакво, ама би рекол дека тука мора да спадне Тревис Скот, Days Before Rodeo. Оксиморон? Не до толку? Мора да е таму. Мислам дека треба да е повеќе Треба да е. оксиморон отколку Days Да. Before Rodeo. Па не, види. Не знам дали си го слушал кога би го излегал, сменил, брат. не, брат, и тоа, знаеш што, све слушав тоаш. Епсол има изваден албум 2014. Оној чудни, он имаше една песна со Лупе Фијаско и со Ники Джин, као имаше некои такви чудни моменти кај што се сеќавам на многу музика која што имам слушано, ама не можам да се одберам за топ 5, али во поглед на тоа што сум слушал, можеби Оксиморон сум слушал поише од Тревис Скот во 2014, нека биде таа завршна петката. Значи мислам дека е солидна листа, као ако дури луѓе се навратат на све ова само ние што спомнавме, ќе сватат музиката во тоа време колку била разновидна. Точно. Ја најде? Ја најдов. Just Different Volume 2. Почнувам со Stay High, Habits Remix од Tove Lo и Hippie Sabotage. Што ден денес се уште постои и се врати. Closing Shit до ден денес, после неа Orna ремиксот со T.Y. Dolla $ign, The Weeknd и Wiz Khalifa. Така. После тоа Trey Songz, Foreign, Schoolboy Q, Studio, K-Camp, Money Baby, го спомна K-Camp, Yep. со Cut Her Off, Wiz Khalifa, Weedem Boys, A$AP Mob, Hella Hoes, што не знам дали е се ово излезено во 2014, може би има нешто во 2013. Имаше има микстейп, да, со Bad Souls, со тие ствари, така да може да е 2014 тоа. Future, Move the Dough, ја спомнавме на во Play and Skills ремикс издание, малце по-траперско, и тука се пребацуваме на тој EDM трап, Flosstradamus и Casino, Moshpit, Classic. Carnage и Migos, Bricks, Classic. MIA, Double Bubble Trouble, продуцирано од Diplo, ако не се лажам. Да, ова е Mad Decent, да. Yellow Claw, Shotgun, Diamonds Remix, Ле. Diplo Revolution, Beyoncé, Drunken Love, Diplo Remix, и тука е K-Camp и 2 Chainz, Cut Her Off, Drake, Trophies, ја заборавме да спомнеме као сингл дефинитивно од сингловите Да. кои го одбележаа тоа лето. Lil Wayne и Drake, Believe Me, Tyga, Young Thug, Hookah, YG, Left Right, од албумот, My Crazy Life, Riff Raff, Slim Tuck and Paul Wall, How to Be the Man, H-Town Remix, Лудница. Лудница, ако не се лажам, ова е мастер продукција. TY и Иги Азелија, No Mediocre, мастер продукција, Kid Ink и Крис Браун. Иги нема да ја спомнеме, го дропна The New Classic, имаше таму хитови, Нема ама не потреба може да да го спориме спомнеме за тоа, не се споредува тоа. Kid Ink и Крис Браун, Main Chick, мастер продукција, Trey Songz, Nana, мастер продукција, Classic. T-Pain, Up Down, Duty All Day, мастер продукција, YG and Drake, Who Do You Love, мастер продукција, T.Y. Dolla $ign, Trey Songz и French Montana, Paranoid Remix, мастер Мастер продукција, продукција, да. Крис Браун, Lil Wayne и Tyga, Loyal, не е мастер продукција. Што е тоа? Мелимо? Сите луѓе мислат дека е мастер, ама тој е некој го копира мастер брат на тој бит. Пошто до има и ден денес Моли Мол, нели има исто така таков знам. момент ко мастер. Некој продуцент го копира звукот на DJ Master, сега да видиме само кој е продуцент. Кој е продуцентот? Мора да е некој no name, брат. Ник Нак. Не се деша. Не, ти викам, значи ги има ископирано звукот на Master, сите мислат Да, дека ова да. мастер продукција. Не. е. Искрено ја мислев дека е мастер. Не бев свесен дека не е мастер тоа. Преако. Ти наше из Club Q, Two On, значи из Two On. Club Q има тука плейсменти на R&B комерцијален албум кај ти Јап. наше, што е исто така големо за него во тој момент и му дава некоја друга Да. димензија, некоја друга последина на самиот артист. Дрейк има направено ремикс на тоа е после него ти наши Дрейк Two On Remix и на крај Kid Ink, 2 Chainz, Juicy J, Trey Songz, Show Me Remix, исто продуцирано од Master. Така да Лудница. пола микстеп ми е Master. Ма не, тоа само кажува 2014 каква година беше уствари. It was a master Иди ги year. синглови, брат. Мислам дека до ден денес овие песни ги пуштаме на warm-up и во клубови. Тоа Да, само апсолутно. тоа кажува колку добра музика им излезе на тогаш и колку не толку добра и музика која не закачува излага денес. Кога истиот овој сет може да го свртиш денески да биде боле него било што друго ново да свртиш. Лудница. Лудница. Мислам дека 2014 пак ја кажем, е пребитна година и заради тоа, например, може би толку многу замараме на еден начин која би се навраќале. Ова е многу добро, ова треба да го правиме за секоја година понатака. Дефинитивно. Онака, убави пресеци да се прават за бидејќи пребитно. Има многу музика која што лесно се заборава. Мора да спомнем уште неколку синглови кои не се наоѓаат на овој микстейп, се наоѓаат на некој пред или после него, или можеби не се наоѓаат, но сме ги пуштали и се значени за таа година. Например, Lifestyle од Rich Gang,
Мислам дека сега со Young Duck кога излезе од затвори И Rich Homie Quan со Кога- неговата смрт. кога умре, мислам дека ја врати оваа песна онака во ротација, една од легендарните песни за оваа година. Lifestyle и My Nigga беа песните кои излегоа во сличен период со сличен звук и кои многу добро се микса една со друга. Try Me од Dej Love, која беше така поише као некој second tier level полухит. Ама си имаше свој момент. Имаше свој момент дефинитивно. Tuesday од I Love McConan, легендарна песна за оваа генерација, за интернет, за SoundCloud, денес. за Ден озогласена поради Drake и I Love McConan што се случи као Tuesday се памти. Ова беше почетокот на Drake Care Package-от. Мислам, овде беа почетоците Drake која почна, значи, збориме и за YG и за све која се лепеше на секаде. У све што ја веруваше и све што мислеше дека ќе биде попин, Drake имаше ремикс направено. Па дури и на ти наши Туан, што го имам забораено. Да, тој го... Мене не ми ни текна на тоа. Да. Handsome and Wealthy, Migos, една од моите омилени Migos песни, посебно поради битот. Јејо од Snooty Wild му ја пуштив на трајче, не знам дали се сеќавате, ама една од тие Многу јако. World Star хип-хоп хитови. OG Meko, You Guessed It. Bitch, you guessed. Key tape? Значи, Кога е? Certified 2014, ете го. Кога е? Според Google. Ама не, you guessed it, валја, ама у смисла key tape е после. Сигурно е 2015-2016, не може да е толку рано. И Джима. 2015. Добро, мислам дека смо окей со стилови, има туку уште некој што може да ги спомнеме, ама не е толку битно. Мислам дека добивме сенс од прилика што се имаше оваа година и како звучеше и како изгледаше хип-хоп сцената. Ние гледаме нова малце носталгично, но факт е дека излезе добар материјал во таа Брат, година. луѓе може да се навратат, ќе направиме една плейлиста, една селекција која што сигурно ќе биде малце подолга, али мислам дека вреди да се чуе целата, чисто да видите колку разнови. И ова го зборам од позицијата тоа дека знам луѓето кои што не слушаат се помлади од нас, не сите, али поголемиот дел, и не мислам дека биле така активни во 2014 кој што сме биле ние, од самиот факт дека ние сме постари и дека во 2014 сме имале 18, 19, 20, 21 година и одлична година е, онака it was the best time барем за нас, мислам дека беше најдоброто време кај што све се дешаваше наеднаш, се слушаа ствари. Ова веќе беше во 2012 можеби работите не стигаа толку брзо, ама 2014 веќе почнаа да ствари кои што се денес извадени утре да ги има на Датпив или на некој друга страна да се ги симнеш цел албум, да се ги стаиш и да ги слушаш. И во 2012 имаше такви моменти. Блоковите постојат уште од 2007-2008, Да. тогаш имаше такви моменти. И можеби ти си го симнал албумот на Schoolboy Q дента кога излегол. На торрент си го симнал или 2-3 дена покасно. Да. Океј, ама колку време ти требало да го преслушаш повеќе пати? Да. После да го споделиш со некој твој пријател, со твој другар да го слуша Тоа. и он. Тоа. За после колку време јас ќе можам да ја пуштам таа музика. Да. Пуша од таа перспектива, иначе имаше вирални моменти во 2012 и во 2011, не Да, апсолутно. не го негираме тоа. Многу е битна годината бидејќи кај нас во Македонија тогаш официјално почна да постои трап сцената и сцената на новата генерација, ма ќе ја наречам трап сцената бидејќи во истата година се појавија МВР, како екипа од Битола, Шараут Don't Play a Sinka. Том Плеа Сиката како основач на МВР, Кика покрај него, Бомпарскиза покрај него, MCMS и сите други артисти и продуценти кои се работуваа со Синката тоа време, МВР ги има оставено својот огромен печат Апсолутно. македонската сцена и огромен шараут до Синката кој имаше храброст да го прави сето тоа во тоа време, иако беше многу чудно и тешко прифатено од луѓето, али Синката и баш поради тоа е легенда во македонската игра, македонскиот хип-хоп, во македонскиот трап, да не збориме пионер и они паската баш поради тоа што ги бутнаа сите тие граници и во поглед на саунд, и во поглед на естетика, и во поглед на видеа, на продукција, во поглед на вадење на музика. Јап. Значи целосно инспириран од интернетот, претпоставувам, Синката успеа да ги донесе тие работи кај нас. И преку видео, и преку аудио, и преку начин на и понашање, и таа ексцентричност целата, значи све тоа што донесе на маса, мене искрено на почетокот малце ми беше тешко да го сварам, али баш заради тоа јас спомнав Tiptoeing in my Jordans дека
Дарко кога ми ја пушти многу кучки мусли јадат, првото нешто на кое што ме асоцираше беше као рифреф. И онака ми беше многу чудно и си викам па зашо слушам нешто македонско ако веќе го имам рифреф. Ама многу на брзина после тоа се смени мислењето за после во 2015 онака веќе и со ТДФ и да почнеме и да се дружиме на начин и јас се запознавам со синката и да многу бев поприфатлив више на тоа. На почетокот мене искрено така ми беше тешко, али 2014 10 години МВР СВР така да одлична година и за македонските за македонскиот универзум музички. Се разбира и да не забораваме ТДФ исто така првата журка јуни 2014. Значи оваа година поминаа 10 години од ТДФ. Тие причи, тие две приказни на МВР со на ТДФ после неколку години се споја, ако не после една или една и пол, али ТДФ настана преку спојување на неколку различни сцени во Македонија, хип-хоп, трап сцената под наводници, драм енд бейс, дабстеп сцената и таа некоја бас алтернативна сцена која Мартин Лем тога ја репрезентираше и уствари мислам дека посебно на глобалната сцена така и се спои, така и дојде тој трап звук, дојде трап звукот преку тие EDM ремикси, преку таа EDM продукција, фестивалска продукција со рапери врз неа за тие после да се спојат и после тоа трапот како хип-хоп трап да продолжи да постои и да се оформи тој звук кој после тоа сите ние го знаеме како трап музика тука. Дефинитивно. Одлична година, брат. Одлична година. Одлична епизода. Планот не беше 40 минути максимум. Отидовме на 52, али тема има многу за зборење и плюс ни треба нас време да се навикнеме на новиот формат. Да, ова е новиот бенчмарк, пилот епизода, ќе станеме се подобри и подобри у неа. Ве молам, пишете ни фидбек, кажете ни како ви се свиѓаше ова, кажете ни дали дали ваква тема или теми во ваков формат ви пријаат поише наспроти the long формат. Ние сме тука за нас и за вас, така да очекуваме коментари и критики без разлика дали се позитивни или негативни. Ве молам, пишете ни и се гледаме во следната. Се гледаме следната недела. Долг формат. Поздрав. Чао.